Лени, неодамна те видовме на сцената на 24-тото издание на Фолкфест Роса со една убава песна со која развесели публиката во преполната сала на Домот на армијата, а и во подготовки си на твојот прв солистички концерт. Две причини што не натера утринава да се дружиме со тебе и заедно да го испиеме утринското кафе. И ајде да почнеме од твоите утрински ритуали. Како тебе ти започнува денот? Денот мене обавезно ми започнува со едно убаво големо турско кафе во швалја за чај. Така ми започнува денот, станувам секогаш малку порано за да може да ми се пуштат гласилките како пеач, затоа што обично од Сабајле знаеме да имаме и проби во опера и балет. И така без кафе не може да ми почне денот. Тоа ми е главно. Кафе и музика за почеток на денот, но музика и во тек на целиот ден. Споменав дека на Фолкфест Роса те видовме со една убава весела песна, ги сопра аплаузите од публиката. Збордва за песната за авторскиот тим. Ти благодарам, Мирина. Да, Роса беше преубаво дружење. Песната е на Горан Милошевски, музиката и аранжманот на текст на Огнен Неделковски. Им благодарам за таа преубава песна. Песната се вика Запеј песна Запеј. Има една весела атмосфера во самата песна, да се слави, да се пее. Ке имаат гледачите можност уште многу пати да ја слушнат. Се надевам ке им се допадне. Во последно време, на задоволство на љубителите на фолк музиката, си доста активна, издаде албум, го подготвуваш твојот прв солистички концерт, па и да малку околу тие музички активности. На сметка на тоа што еве во овие 2 години уназад, извадивме, значи, прво албумот со срце и душа за Македонија, албум со 2 CD-ња, едното CD со забавна музика, другото пак со народни песни, сите фестивалски изведени на нашите преубави фестивали. Додека другите 2 албуми со стари изворни песни, сакав и долго чекав да ги извадам и застана сенатор Мјузик Битола позади мене. Така да, на сметка на овие 3 албуми, концертот, мојот прв солистички концерт после 20 години мое пеење на сцената, ќе изобилува, значи, со изворни песни и со дел од песните од мојот албум со срце и душа за Македонија. Концертот ќе биде на 30 март во Домот за култура Илио Антески смок во Тетово од 19 часот. Ги покануваме јавно сите македонци, сите оние кои сакаат убава македонска музика да дојдат. Ќе биде навистина многу убаво, ќе биде многу весело, ќе има убави ора, ќе има убави песни, кучара ќе стои позади нас, тие деца ќе бидат со мене на сцената, ќе имаме 3 оркестри на сцената, весела дружина, група Круна што ќе не прати мене и моите драги гости, групата што ќе ги прати самите играорци. Да си ги поздраваме ви моите гости, ќе биде Влагица Павловска, мојата драга колешка, која си ја сакам премногу и ми е голема поддршка, и моите драги колеги Флори Манев и Раде Младеновски. Лени, јас ти посакувам преубав концерт и да биде тоа само почеток на низа концерти, серија концерти низ цела Македонија. Сигурна сум дека тетовската публика, но и оние што ќе дојдат од другите градови ќе ужива во музичкиот спектакл кој што неуморно го подготвува твојот мал, но вреден ти. Многу успех и во име на целата екипа на телевизија Алфа ти посакам што почесто да те слушаме и да те гледаме на сцена. Весела, насмеана и распеана. Ви благодарам многу да сте ми живи и здрави. Поздрав за сите гледачи на Алфа телевизија и на утринската програма.